Во Куманово се уште нема сувенирница каде што може да се купат символите од националното богатство. Занаечиите уште минатата година побараа од општина Куманово да им помогне да обезбедат деловен простор за отворење занаечиски дуќан, во кој ќе се продаваат нивните производи и ракотворби. Продавницата би ја посетувале домашни и странски туристи, но и граѓаните кога сакаат да подарат некому рачно изработен автентичен подарок од градот. Председателот на регионалната занаечиска комора Куманово Агрон Фазлии посочува дека занаечиите имаат поддршка од локалната самоуправа за барањата кои што ги доставиле, но потребно е време да се исполнат сите. Бидејќи после 6 месеци градоначалникот ни дојде и 2 точки од тоа што ни кажа дека ќе ги направи веднаш прв градоначалник, другите градоначалници не ни отворат ни телефон. Значи, ние ќе одиме точка по точка како ќе биде градот спремен, така ние ќе постапиме, затоа ќе им дадеме време за простор да ни дајдат соодветно место каде што ќе се истакнат овие стари занаети, така да нема мислам градоначалникот ќе даде таква не знам каков одговор ќе даде, но поддршката ни е веќе видлива. Градоначалникот Максим Димитриевски вели дека е предвидено еден од дуќаните во рамките на занаечискиот дом да стане сувенирница. Со поддршка на општината и на занаечиското здружение, сувенирница ќе биде отворена во еден од долните дуќани на занаечискиот дом, за кој општина Куманово води постапка за враќање во владење на дуќаните, изјави Димитриевски. Водиме една правна постапка која што е некаде веќе трета година, го чекаме конечниот епилог. Првиот момент кога ќе имаме правосилно судско решение, бидејќи тие најголем дел од дуќаните кои што во моментов се користат од лицата се користат бесправно и ние ги сметаме дека го имаат узурпирано тој простор. Во една легитимна постапка ќе поведеме постапка да ги реиздадеме објектите, а во склоп на истите дуќани еден од постоечките дуќани ќе биде сувенирница. Димитриевски се надева дека постапката ќе заврши идната година и нагласи дека сега закупнината на овие дуќани е незначителна во вредност од, како што рече, 2-3 тезги на пазар, што според него не соодветствува на атрактивноста на просторот, односно закупците треба да плаќаат кирија врз база на пазарната цена на чинење на самите објекти. Инаку општина Куманово годинава субвенционира 15 занаечии со вкупно 150.000 денари, кои што настојуваат да ги зачуваат старите занаети во градот.